Прилеп е решен да гради конкурентен тим за следната сезона во ракометната Суперлига. На гол одговрати искусниот Благојче Трајковски, кој се враќа во својот роден град. Трајковски за себе има богата кариера со настапи за Куманово, Радовиш, Макс Струмица, Охрид, Еврофарм Пелистер и Бутел Скопје, а беше дел од македонската репрезентација на светското првенство во Франција во 2017 година. Со своето огромно искуство, лидерски квалитети и безбројнат превер на домашната и меѓународната сцена, Трајковски ќе представува значајно засилување за тимот, велот од Рака Прилеп. Еврофарм Пелистер донесе ново засилување во своите редови. Се работи за 18 годишниот кадетски и младенски репрезентативец на Хрватска, Диего Басанесе, кој игра на позицијата десен бек, а доаѓа од екипата на Умак. Новото засилување потпиша 4 годишен договор со Битолчиња, со кадетската репрезентација на Хрватска освои медал на Медитеранските игри. Претходно Битолчиња се засилија со 26 годишниот Едвин Джелиловик, среден бек од Босна и Херцеговина. Во поранешниот шампион на Македонија пристигна Малик Татар, 20 годишен лев бек од Словенија. Еврофарм Пелистер, кој во новата сезона ќе го води искусниот стратег Лино Червар, се засили со Котар, Серафимов и Беле Стојановски. Андре Ѓоргиев е ново засилување пак на Еврофарм Пелистер 2 со последен договор на 3 години. Се работи за ракометар кој игра на позицијата десно крила, кој е кадетски репрезентативец на Македонија. Овој тим се засили со Јован Симоновски, 17 годишни, кој потекнува од школата на битолскиот тим, а беше дел од генерацијата кој играше на Final Four турнирот во Келн. Со Еврофарм Пелистер оваа година исто така настапуваше во Молдинската лига на шампиони. Во следниот период ќе бидат познати изгледот на новиот суперлигаш Младост Богданци, откако тимот обезбеди враќање во елитата триумфирајќи во баражот против Струга, но се очекува активирање од останатите екипи на трансфер пазарот.